Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, вие сте на Радио Брановите на Радио Слободна Македонија. Денеска е 14 март 2016 година и овој понеделник во редовниот термин одиме со Концепт Соина. Како што знаете, секоја недела, секој понеделник во истото време говориме со многу интересни соговорници на можни значајни теми кои што го зафаќаат општественото битисување на македонските граѓани, и исто како и теми кои што ги прошируваат нашите хоризонти и ги надополнуваат сознанијата за некои теми за кои што можеби не сме имале доволно можност да ги осознаеме и да дебатираме за истите. Затоа Радио Слободна Македонија и Концепт Соина е секогаш отворен за своите слушатели и секогаш продуцира нови теми кои што имаат и како директно или индиректно влијание на нашиот секојдневен живот. Во секој случај содржините кои што ги нудиме ни овозможуваат постојано да сме во тек со новите настани кои што се случуваат во нашето македонско општество и на некој начин да придонесуваме и сите на еден начин партиципативно да сме дел од една синергија на движењето и развојот на нашата драга земја, нашата држава, нашата Република Македонија. Се надевам, почитувани, дека ве наоѓам во добро здравје и дека и овој понеделник ќе останете на Брановите на Радио Слободна Македонија да ги проследите содржините кои што верувам дека ќе ви овозможат многу интересни информации и многу забава, ќе донесат многу љубов во вашите домови, во вашето секојдневие. Денес со посебен пиетет ја отворам мојата емисија, бидејќи има еден многу значаен настан кој што се случи минатата недела, тоест на 9 март 2016 година во Домот на армијата, точно во 19:30 часот, официјално беше отворена, веќе не знам која поред самостојна изложба на мојот почитуван пријател и почитуван драг општествен содеец, магистар Трајче Чатмов, за вас добро познат, досега 2 пати учествувал во Концепт Соина и еднашка заедно со господинот Александар Сашко Кукулев, каде што на вистина дадоа еден посебен придонес на со еден посебен уметнички дар и жар, споделија своји размислувања за општествените битисувања, но денеска со посебна улога, бидејќи ова изложба на академскиот уметник господинот и магистар Трајче Чатмов на вистина не само што ја предизвика љубопитноста на љубителите на ликовната уметност, туку и отвори една општествено-политичка димензија која што се затскрива, ми се чини, зад секое делче од платната кој што ги има насликано. Јас ве поканувам воедно, сите вие кои што досега немавте можност да ја погледнете оваа изложба, обврзно да појдете во Домот на армијата и да ги погледнете уметничките дела и да видите навистина без никаква претерување, ниту пак лажна скромност, навистина како македонските ликовни уметници, македонските културни дејци работат и действуваат и каква е таа оригинална жичка која ние обичните аматери, оние кои што само љубиме да гледаме, кои што знаеме да припознаеме допаѓање од недопаѓање, можам да ви кажам дека како една од нив, дека оваа изложба ми остави посебно голем впечаток и речиси со нетрпение чекав да дојде овој 14 март, овој понеделник и точно времето кога ќе се отвори терминот на мојата емисија, како би можело да го споделам ова искуство со вас, но секако и да проговориме и со најзаслужниот за целата оваа работа. Секако со нас во студиото, како што веќе ви кажав, е господинот Трајче Чатмов, автор на циклусот на ликовни дела кои што ги наслови како Трајче, ке ми помогнеш сега ти. Креативност и мизерија. Креативност и мизерија. Со нас е и магистар Ели Василевска Илиевска, културолог,
деец кој што се занимава со креативни критики на уметничката димензија во македонското општество, но и генерално еден културолог со голем опус кој што македонската јавност треба да го запознае подобро и за кој што верувам дека на вистина ќе имаме уште многу пати да го слушаме името на оваа прекрасна дама која што денеска со нас. Почитувани ја поздравувам магистар Ели Василевска-Илиевска. Верувам и ви ветувам дека ќе имаме интересна дебата и најпрвен да ги поздравам конечно моите соговорници денес. Добре дојдовте во Концепцијина. Како сте? Добро ве најдовме. Добри сме. Јас сум победник. Благодарам на поканата, одлично. Вие двајцата се поврзавте во една синергија, господинот Чатмов како уметник кој го сликаше овој циклус на уметнички дела со еден посебен жар, со една посебна динамика, и вие како културолог кој што дадовте ваша позитивна критика на неговата работа. Па оттаму најпрвен ќе дадеме збор на дамата и ќе да ве прашаме вака, кажете ни ги вашите впечатоци и зашто всушност станува збор во креативност и мизерија. Најпрво би сакала да се заблагодарам на господинот Чатмов што ми припадна токму на мене таа чест да можам да пред се, значи пред останатите љубовитни очи, да ги разгледам неговите дела, да ја почувствувам таа енергија со која што тој ги создава, да можам да поразговарам со него околу тоа како и зошто тој ги создава. И тоа што најпривлечно за секое око е што тој се обидува да ги наслика своите сопствени лични доживувања, чувствата на еден експресионистички начин. Истите, значи, да ги создаде онака како што тоа би го направило едно дете, или човек кој што за прв пат се соочува со известно чувство, и сето тоа, значи, да го изнесе на платно, да го прикаже пред очите на јавноста и со тоа и самиот да се соочи, значи, со својот визуелен израз, меѓутоа и секој гледач да го соочи со едно интересно доживување во моментот на неговото настанување. Воглавном, значи, тоа е тоа што се случува на оваа изложба, значи се прикажани чувства, се прикажани отелотворени чувства, онака како што еден уметник ги замислува, значи, пред се и ги доживува самиот тој. Значи се работи за едно соочување со многу работи кои што може да се доживеат, значи има огромен број на слики, вака е несекојдневно обемна изложба која што навистина има што да понуди, има што да прикаже, и не само тоа, туку буквално секој пат кога ќе застанете пред една слика да ја погледнете, колку пати да ја погледнете, вие секој пат ќе видите нешто ново, нешто различно, значи буквално вашиот поглед ќе биде управуван од четката на уметникот кој што секогаш ги пренасочува, значи, вниманието од една во друга точка, го привлекува вниманието, значи едноставно несекојдневно искуство во секој случај. Несекојдневно и еден начин да се продолжи на авангарда на еден израз кој што е секогаш многу, значи, креативно, што креативно искушува. Токму така, многу убаво кажано. Магистер Чатмов, вас вака би сакала пред се да ве прашам нешто, знам дека сакате да дополните. Не, зашо, ја прво почнав од моментот, обично сакам да зборат за мене некои ликови или личности што ме познаваат, ме следаат, се дружиме и така натаму. Ова е прв пат да сега со една случајна средба која што не знам како се случи, излези да, уствари, Ели ја пишува рецензијата за, тоест критиката за изложбата сама. Човек кој што воопшто не е познан ни по карактер, ни творештво, ни ништо, меѓутоа еден момент, еден разговор моментален од колку беше 10-15 минути.
Не е она флуид, не хемија, не ме допра со една критика на една слика која што цитираше Томас Ман, го цитираше. Сега Томас Ман го цитираше и тоа е уствари ме како постои. Овде е нешто интересно. Дали би можело тоа така да биде? Може, одлично. И така почна таа соработка, мислам, еднаш, два пати комунициравме како, нели, текстот дали вака, онака, дали видувањата се тие, дали се вклопуваме во размислите, пошто не треба да се осознаеме, тогаш се осознававме. Од прв момент еден автентичен впечаток на сликите кои што се поклопуваше максимално со тоа, јас уствари што сум сакал да го кажам. Морам да се вратам назад, дека ми е прво многу мило и драго што конечно правиме муабет за креативноста, не за мизеријата. Токму така, тука беше моето прашање, од каде креативност и мизерија? Зошто баш тој наслов го одбравте? Така се вика една слика од циклусот. Имено, човекот е, нели, Господ го дарил човекот со онаа нитка или искра на можност да апстрактно размислува. Таа е искра која што човекот во суштина го издвојува се останато што постои на планетава Земја. Во историјата на човештвото многу пати сме ја користеле таа нитка, имала многу луѓе кои што правилно искористиле таа нитка. Меѓутоа, во последно време не само кај нас во држава, туку и насекаде во светот, човекот покажува воопшто мизерност една која што произлегува токму од моментот на некористење на тоа, на таа дарба од Бога дадена. И една компаративна смисла е се тие две нешта кажани, да се види изборот кој има животно на самата слика. Сега ви кажам од кај дојдов до тој момент, има животно и има човек. И затоа се вика креативност и мизерија. И мизерија. Така. Јас ќе ве поканам сега да направиме една кратка пауза за реклами, а вие, почитувани слушатели, останете со нас, се враќаме веднаш назад. Почитувани, еве повторно назад на Концепт Суина. Денеска говориме за една навистина извонредна изложба која што минатата среда на 9 март беше изложена од страна на ликовниот уметник магистар Трајче Чатмов во Домот на армијата. Свеченото отварање, како што веќе реков на почетокот на емисијата, беше токму во 19:30 часот и навистина она што го доживеавме сите присутни на оваа изложба, не само што го обележуваат Трајче 20 годишниот опус на ваша активна работа како ликовен уметник, без малку, туку и ве отсликуваат вас како еден зрел, општествено, културолошки изграден, една личност која што навистина е пледоаје во македонското културно и општествено политичко небо. Вие имате навистина многу дарби и сите ние кои што ве познаваме, кои што следиме вашата работа, морам да ви кажам дека не само што се одликувате со една исклучителна скромност и со една исклучителна чистота, како што кажа и магистар Василевска Илиевска, вие имате една детска зрачност со која што им пристапувате на нештата, но секогаш она што сакате да го упатите до нели одбраната публика или до општата публика, во зависност од тоа со каква нели алатка се служите за да ги испратите вашите пораки, тоа е секогаш многу јасно детерминирано и стига токму до целта. Оттаму би сакала да се задржиме уште малку на насловот на вашата емисија, на вашиот циклус на уметнички дела, како еден баш онака серијал на уметнички творби кои што за разлика од оној претходниот се одликува со звучни бои, со многу како беше во вашата рецензија, како потенциравте, или рековте една детска наивна линија која што излегува од рамките на стереотипот, а мокни контури, тоа се едни силни линии кои што можат многу често да се сретнат во контраст, значи се ги нема оние благи преливи, туку секоја можна линија, значи го води самиот поглед, значи диригира со тоа што на каде ќе се гледа, значи како ќе се согледа истото, значи на
еден вид на израз кој што е толку моќен, значи така се користи, се служи со тенки, со дебели линии, меѓутоа и со големи простори кои што ја употребуваат јаки бои. Значи нема ништо, или е сосема бело, или е мукно, црвено, отворено, значи израз кој што ги отсликува боите на оние емоции кои што во моментот преовладуваат со човекот кој што ги доживува. Така. Чатмов, кажете ни, каде најдовте длабоката инспирација за сето тоа? Инспирацијата по инспирација ја има на секаде. Значи, тоа ќе отрнам на страна. Тоа е момент, миг, настан или релевантен момент на крајот ништо во создавањето на една слика. Начинот на изразување. Би сакал за тоа сега. Може го прешалтав малце прашањето. Нема проблем, ако слободно баш. Мислам дека нашите слушатели сакаат да слушнат повеќе. Експресионизмот како начин на изразување е еден момент на максимална искреност, не ги посебнувам другите. Кај што буквално треба да бидеш максимално исчистен, сведен на максимална едноставност, како што спомнели, на детски начин на размислување и детски начин на изразување, што е за возрастен човек убедливо најтешкото нешто што може да биде. Значи, јас сум предим све, како сликар сум занатлија, значи немам проблем околу изразувањето у овој правец или оној правец или да изработам било какво дело, у било кој стил и било кој правец. Тоа не ми е проблем никаков. Ужасно голем проблем ми беше да го постигнам нивото на една слика која што имаше мојот син направено на негови 3 години. Таа стои кај него соба и таа ми беше момент кој што идев го студирав како го начинот на размислување, начинот на влечење на четката, пошто тоа е толку искрено, толку на една приказка од некој цртан филм, не знам што, не ми текна. Борба на роботи. Добар и лош робот, нешто беше така. Нема доста се намачив да приближно стигнам до таа искреност. Експресионизмот, земајќи од тој момент на искреност е како правец во самите своји зачетоци појавен како критика на тогашната, речи го, состојба, политичко живење и така натаму во периодот недека пред Прва светска војна, после Прва светска војна и така натаму. И нели, апропо, после тоа во 60-тите години, 50-60-тите години. Оттаму и не се насловите, значи, тоа се моменти, мигови, приказки кои што се двосмислени, кои што се саркастични и така натаму, тоа се тие слики. Оттаму и го земав насловот и тој наслов важи малтене за сите слики. Во сите слики ќе се најде таа нитка. За креативноста на човекот и мизеријата на човекот. Не се издвојувам од луѓето и јас сум дел од тоа. И од таа креативност и од таа мизерија се потрудив овој пат да бидам, да пребагнам на страната на креативноста. Па морам да ви кажам дека тоа многу успешно го направивте, бидејќи она што можеби го споменавме претходно, доаѓа како реакција од луѓето кои што ги погледнаа вашите дела, навистина да многу мокна порака, дури дел од луѓето кои што коментира рекоа ова е новата димензија на Чатмов. Затоа и реков, ценам дека на скоро 20 годишен ликовен опус на еден ликовен уметник од вашето пледоае, мислам дека ова е еден голем општествено-политички израз надвор од она уметничка и културолошка рамка, ја надминува едноставно димензијата на нарацијата на ликовниот уметник, туку како ваш познавач и како личност која што го знам вашиот интелектуален капацитет и вашиот светоглед, можам да кажам дека многу нешта во вашите уметнички дела се надзираат, многу пораки, многу надеж
истовремено, значи покрај она паднатата слика на паднатите борци на демонизираните, искривените души кои што ги прикажувате во вашите дела, вие истовремено ценам дека и покажувате и надежта, начинот да се излезе од сето тоа, зашто како што кажа и Ели, вие користите силни, јасни, отворени бои. Значи луѓето можат тоа да го восприемат, чистина има во сето тоа. Канта од туба извадени, не мешани, скоро никош. Исклучително, значи навистина исклучително добар проект и навистина, почитувани слушатели, ви повторувам и ве повикувам да појдете во домот на армијата и да обскрбите оваа извонредна изложба. Сега, почитувани, би ве поканила на уште една кратка пауза за реклами и се враќаме повторно назад. Почитувани слушатели, еве не повторно назад на Концепт Соина. Денеска говориме за изложбата на мојот почитуван пријател, магистар Трајче Чатмов, Креативност и мизерија, која што изложена во Домот на армијата минатата среда, беше и официјалното отварање на истата и затоа денеска покрај господинот Чатмов со нас е и културологот магистар Ели Василевска-Илиевска, која што беше една од рецензентите на изложбата. Навистина кажавме дека ова беше еден несекојдневен настан. Исто така малку проговоривме и за димензијата на овој ликовен опус на Чатмов, како и за причините кои што го мотивира уметникот да се зафати со сликање на еден ваков, навистина оригинален израз. Во секој случај, јас како љубител на платната морам да ви кажам дека значи посебно ми се допадна неколку од вашите уметнички дела. Видов дека и приметив дека превладуваат конјаниците, но и женската димензија. Значи жената има посебно присуство, ми се чини, во овој опус. Можеби тоа доаѓа и од причините поради кои што самиот носечки наслов на вашата изложба Креативност и мизерија има една исконска димензија која што зафаќа во една многу подлабока филозофска смисла. Тоа е она вечното прашање на доброто и злото за кој што веќе говоревте, како и паралелите на јинг и јанг, црно и бело, во доброто лошо и во лошото добро. Тука некако го гледаме и она исихастичко христијанско обсервирање на животот кој што не обкружува. Тоа е, нели, таговна радост со тага. Во сето тоа навистина препознавме многу, како да кажам, слики од нашите секојдневија, но и од една поширока димензија со која што секојдневно сме обкружени, а тоа е прашањето за светскиот глад, прашањето за нестабилноста, прашањето за животот и смртта, прашањето за обстојбата на одредени верувања, одредени традиции, одредени нови сознанија. Сето тоа некако, доколку се задлабочиме во вашите дела, магистар Чатмов ќе го пронајдеме и самото ќе ни излезе. Имате ли вие нешто да ни откриете? Малку повеќе, вака бидејќи се обидувам да ве навлечам за да... Не, јас максимално убаво ве слушам и гледам дали нешто ќе испуштите. Не, во суштина отсликување на секојдневието, нели? Од, како што кажавте, максимално конзервативни сцени до максимално, да не речам, и блудни. Од едноставност до комплицираност, од сцена на миг, момент од сцена на која што трае малтене вечност. Има историски сцени. Жената ја спомнавте, да, има како дел од секојдневието, дел од животот, дел од самиот човек. На крајот на крајштата музата е жена. Животните како дел од мизеријата, човекот како дел од креативноста и така натаму.
Јас би сакала да се надоврзам со една работа, бидејќи понекогаш она што е најочигледно е најтешко да се согледа, а мене тоа што најмногу ме привлече и прво ми падна во очи е дека на оваа изложба има само живи суштества. Значи, овдека ќе видите живот, ова се приказки за животот и од животот. Значи, доколку на сликата не е прикажан човек, тогаш е некое животно кое што секогаш е во некаква телесна ситуација, која што сепак, значи, дали е тоа разјерен бик или е некаков петал, кој што во моментот, или некое магаре кое што е комплетно зачудено, така, барем јас така тоа го доживувам, можам да кажам и така дека малку и лично зборувам за моето доживување, бидејќи сепак кога едно дело ќе искочи надвор од авторот, тоа веќе не е негово дело, туку е дело на секој што ќе го погледне, на секој што ќе го протолкува, па дури на оној што ќе го одмине без премногу да се загледа. Јас верувам дека не постои една слика овде што не може да остави впечаток, а тој впечаток е дека секогаш, овдека во секоја можна слика е приказ на животот, на некаква животна ситуација, на некакво животно соочување и токму тоа е она што со кое што изобилува изложбата. Тоа е самото доживување, значи целата изложба, целокупната изложба е едно големо доживување, меѓутоа можете да застанете пред секоја слика и да видите едно ново и ново доживување, одново и одново. Предходните циклуси што сум ги работел, претежно беа простори. Простори кои што беа празни, немаше луѓе, немаше живот во нив, меѓутоа беа простори за бегство. Така и беше описот на сите тие слики кои што ги имав работено. Различни простори, вакви, еднакви, измислени и така натаму и така, кои што ствари беа бегство мое од реалноста, места кај што одмарам, уживам и така натаму. Овој пат се соочуваме со реалноста. Затоа се сите тие нешта живи, динамични во движење, тие се конкретни моменти, конкретни приказки, конкретни критики и така натаму и така натаму. И претходните се експресионистички на некој начин и овие, меѓутоа една диаметрална различност. На некој им се допаѓа тоа, на некој не им се допаѓа и буквално се диаметрални размислувањата или доживувањата на реципиентите што ги имам, како моја публика или мои пријатели, така натаму и така натаму. Буквално не им се допаѓа, на други буквално не им се допаѓа. Може ли сега тука да поставам едно интересно прашање? Кој е мислењето на господјата Елена Чатмова за овој циклус? Која што ја воедно ја поздравувам, бидејќи знам дека таа има темелен значи, пристап при анализа и посебно знам дека е ваш најдраг и најблизо критичар кој што постојано е со вас сите овие години. Како што мислите? Не стигнавме ни за да прашаме. Ја поздравуваме воедно уште еднаш. Значи, тоа е жената која што, 25 години е со мене. И ме позна највише како човек и го знае највеќе малтене творештвото мое. Она што го работев до сега, земајќи го нејзиниот карактер и сите тие работи, и се допаѓа многу повеќе отколку ова. Она критички кога ги критикува сликите мои, не ги опишува технички дали се тие издржани, неиздржани она, меѓутоа моментот на хаосот кој што треба да се посебен сензибилитет се чини. Значи експресионизмот како стил или како правец или како начин на изразување со нејзиниот карактер, сензибилитет не одговара. И она за жал не се допаѓаат моите дела, не се допаѓаат. Јас мислам дека подобра формулација е така малку изненадено дека делува така од целиот процес. Да. Така, тоа е најдобрата формулација. Пола од незината формулација ќе ја пречуќам. Знаете што Трајче, јас не случајно споменувам и вашата сопруга, бидејќи од она, знаете, дека јас еден голем дел од моето време и професионално и приватно е посветено на историја. И покрај она политичка историја која што ја работам со моите студенти и на моите истражувања, уживам да читам биографии. А за да бидете добар историчар и познавач на нештата, во мојот случај
композитот на политолог и историчар е измиксано заедно. Верувам дека треба да ги познавате и луѓето во различни временски етапи кои што оставиле свое значење. И посебно она што го имам забележано од читањето на културната историја, дека за големите уметници, големите креатори стоеле стабилни сопруги со голема поддршка. И така ја доживувам Елена, и затоа и ја споменувам бидејќи навистина дискутирајќи со неа, таа има навистина голем удел во делот за инспирацијата, мисля че никој што ја имате. Тија нема за поддршката. Апсолутно. Апсолутно не сакам. Тука апсолутно мора комплименти, ова е март месец е месец на жената, мора. Така, она е лик кој што е барем. Усвари не само со мене, со сите е отворена и експлицитна, и тука дури на моменти е проблем. Нели, си се задълбочил, работиш нешто интензивно и мислиш дека се направил перфектно дело. И ти доаѓа некој и каже пообрни внимание, видео добре, има ти говори, окей, ништо повеќе. И ти се шокиран. Значи, пак ти кажам, сензибилитетот или карактерот незин е таков да ова што го работам јас, мислам дека да. Значи, она беше со претходните циклуси воодушевена, живееше, она и до ден денеска ме тера во дадени ситуации, молим те насликај ме таква, ако можеш. Да не видам, сега може ќе спомнам, незе, например, еден од омилените македонски сликари е Перчинков. За разлика од мене, иако ми бил професор, јас неговото сликарство не сум можел да го доживеам. За разлика од Мазев, например, кој што мене ми бил икона, да не можам да го коментирам каква е, значи до ден денеска, малтене секој ден го листам, го гледам, го доживувам и така натаму. Се трудам некои моменти да излезам од некој. За разлика од, например, Перчинков, она Мазев уопште. Мазев како Мазев него, иако ние сме Мазев почина 93-4 сме оделе на изложби и сме го малтене она преку татко и мислам дека и се познаваат со него, додека бил жив. Неговото сликарство и неговиот начин на излизување уопште никогаш не го доживувал. Сега, пак сум малце и контрадикторно експресионизам и претходно работев. Меѓутоа е сосема еден лиричен момент, значи таа лирика ја нема сега. Сега има директна, груба, експлицитна приказка и порака која што е максимално сурова и максимално искрена. Нема фантазија, нема маски, нема превес, нема фантазија, нема бегство, се е тука на маса, дрско и безобразно. Јас ќе ве поканам на уште една пауза за реклами и ќе се вратиме назад да го направиме завршетокот на денешната емисија. Почитувани слушатели, останете со нас. Еве повторно назад, почитувани слушатели, овој убав понеделник. Имаме навистина многу што да си кажеме. Ова емисија ми е една од посебно милените и сакам да навистина уште еднашка да ви се заблагодарам и на двајцата што дојдовте во Концепцина. Знаете, Концепцина е осмислен како општествено-политички магазин. Мојата порака како академски деец во Република Македонија е преку овој форум да имам можност да ги изразам своите мисли, како и моите соговорници да говорат слободно на темите кои што го засегат македонското општество. Но, во одредени моменти, постојат луѓе и дејци кои што не мора да говорат на баш конкретно општествено-политички теми или дневно-политички теми или регионални или меѓународни или безбедносни, туку може да излезат од рамката и да говорат и за собствените афирмативни успеси кои што ги постигнуваат во својата креативност, посебно кога станува збор за луѓе како магистар Трајче Чатмов. Мислам дека навистина ова е еден извонреден момент за кој што со особен пиетет и задоволство секогаш мојата поддршка ќе биде дадена со една многу искрена мисла, бидејќи верувам дека оние кои што ги споменавте и пред да направиме пауза, магистар Чатмов, големите дејци на македонската современа ликовна уметност, кои што били ваши учители и на кои што им се восхитуваме, ценам дека тие биле толку велики и станале толку велики и остануваат да живеат понатаму, поради тоа што општеството
им понудило можности да делуваат, да действуваат. И тука морам, нели, да, тоа неминовно, така е мојата, како да кажем, мојот мултитаскинг функционира на таков начин. Јас секогаш се обидувам да ги поврзам работите во една поширока општествена димензија. И оттаму ценам дека затоа е значајно да се говори за афирмативни теми и кога, нели, не секогаш и не за секоја тема вреди човек да посвети внимание, но постојат луѓе во Република Македонија, постојат зрели дејци и на културолошко ниво, и на економско ниво, и на другите нивоа кои што се битни, кои што го градат целиот конструкт, каде што на вистина и државата, и општеството, и оние мокни поединци кои што имаат можност да бидат, како би ги нарекле, мецени или заштитници на овие афирматори на македонската култура и уметност, како би можело и вашите имиња еден ден да бидат ставени како едни од низата од кои што следните генерации ќе учат. И оттаму, затоа и толку нескромно ја кажам својата мисла, бидејќи тоа што го доживеавме минатата среда и тоа што допрва го очекуваме од вас, остава простор да веруваме и да се надеваме дека за името на Трајче Чатмов во наредно време ќе чуеме и на Венецијанско биенале, на големи изложби на Менхетен, како и сите други заслуги кои што треба да ги добиете и кои што искрено од срце ви ги посакувам. Ние сме веќе на крајот од нашата емисија. Јас би сакала да така да ви дадам уште помалку. Уште по некој за еден последен збор, но не за секогаш збогум, само за кратко. Само би сакала да кажам во контекст на претходно изложеното, значи една таква естетика, значи која што го прикажува неугодното, една асиметрична естетика, ќе кажам, не може никога да остави рамнодушен. Без оглед дали некој ќе има, нели, комплетно ќе се воодушеви или пак ќе каже дека не му се допаѓа, не може да остане рамнодушен на оваа изложба и би требало секој што, нели, ќе ја проследи вашата емисија, а се уште не ја видел изложбата, навистина го стори тоа и да се увери. Благодарам за поканата. Ви благодарам и на вас, или ви благодарам што бевте во концепт со Ина Чатмов. Вие? Значи, сакам само една порака да, нели, имаме придвижување во областа на културата доста, за разлика, многу сме далеко од времето кога нашите професори или тие ликови и дејци што ги спомнав претходно живееле во еден друг систем кога што нештата биле сосема поинакви, условите им биле исто поинакви. Пораката е до моите колеги да не чекаат секојаш да некој друг или уште најмалку државата да биде таа која ќе им биде подстрек или мецена за да они создаваат, творат, сликаат, вајат и така натаму и така натаму. Нека трнат од себе си и нека создаваат за себе си. Материјалната позадина на сето тоа нека ја трнат на страна. Не е секоја се во парите, што би рекле. Здрави и живи да сме. Чулте Господ што би рекле да се видиме и надвор. Ќе се потрудам да прочитам изложбата. Преговори имам. Се надам некој ти ќе успее. И уште една работа, морам да го напоменам, пошто меѓу време ми текна, дека моментот, пошто ја спомнавме сопругата, кога ја местевме изложбата, првиот зид која беше навесен, и пратев фотографија, и апропо, нели, поддршката, ми ме врати на порака, се гордеам со тебе. Токму тоа е она што сакав да го извлечам од вас и толку ми е мило, магистар Чатмов, почитувани слушатели. Магистар Трајче Чатмов, ликовен уметник, магистар Ели Василевска Илиевска, културолог, денеска мои драги соговорници во концепт со Ина, ви ги посакувам навистина сите благодети на овој свет. Многу да сте здрави, живи, срекни и весели и да се видиме во некоја наредна убава прилика. Ви благодарам за присуството. А вам, почитувани слушатели, денеска ве поздравувам во духот на целоста на емисијата, како што одевме на еден, да речам, како што одскокнавме од оне општествено-политички
кворум и влеговме малку и во една културолошка димензија која што сметам дека навистина денеска ќе ни го разубави денот и ќе ни разубави неделата и ќе не наполни со позитивни и афирмативни мисли. Ве отпоздравувам со мојот омилен стих од мојот најомилен поет, македонски поет Ацо Шопов. Ако имаш нешто неискажано, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабоката тишина, тишината сама ќе го рече. Така е. Питате ме здрави жени, живи и до слушање до следниот понеделник. Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата Концепт Соина. Денеска е 14 март 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.